Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Тако, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. Дали вие знаете дека имате татко на небесата? Или зборувате за Господ, Бог, некој таму далечен, туги лош Бог кој ве казнува, кој нема љубов? Сосема спротивна е состојбата. Нашиот татко е љубов, тој е љубов, природа, изворна љубов, не е чувство. Како телесната љубов денеска, не те љубам, утре ќе те љубам. Најверојатно те љубам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зборува и денеска низ мене, татко, во името Исусово, доаѓам пред тебе, прости ми, погрешив пред тебе и пред небото. Ти го предавам моево срце да се населиш во него, да ме научиш да ги љубам сите, да ме научиш да им простам на сите, да ме научиш да не правам идолопоклонство кон ништо освен кон тебе, татко мој. Исусе, те сакам. Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Ние полека се движиме кон 600-тиот завет. Знаете, да снимите 600 емисии, тоа е со човечки сили, тоа е невозможно. И луѓето не знаат што да проповедаат, што да зборуваат. Луѓето се обидуваат со човечки ум да го толкуваат Светото Писмо. И токму тука се направени тие грешки, тие деноминации, таа поделена црква, заедница. Со телесно проучување доаѓаш до некаде. Се разбира, нашиот татко и Исус гледаат заедно во еден дух, едно тело. Дали имаш љубов ти во срцето, ќе ти отвори нешто, но не можеш да правиш самиот. Мораш да му предадеш водство, да му дадеш тој да те води, тој да зборува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тој да зборува, кучето доле гризе овошките. Ги остри забите. Видете, тоа е едно дете куче, сега да го истепам, да го избркам, да ставам ограда, инаку ќе немам овошки. Значи, да научиш како тој да те научи, да те промени, да те роди, мораш да се промениш. Луѓето сакаат да останат на тоа што си го имаат свое мислење, своји желби, своји амбиции, своји толкувања, своји судови, па и сами да го толкуваат Светото Писмо кој е дух и живот. Ти не можеш, значи телесниот човек, добро е пишано во живото слово, не го разбира духовното. Значи потребно ти е, не доаѓаат кај мене, вели Исус, да им дадам живот вечен, ги проучуваат писмата. Еве, израелците ги проучуваа писмата и тоа проучување доведе до тоа да го распнат Исус и да не го признаваат. И ние имаме сега абсурден случај. Старозаветно се, значи Аврам со Агара, слугинката, по своја волја, по грешка го прави Исмаел, денеска се тоа муслиманите, а потоа Господ му го дава Исак со неговата сопруга, со Сара. И сега и двата народа се обрезуваат и се тепаат, за разлика од израелците кои не го признаваат Исус. Тие си ги имаат Мојсе и пророците. Муслиманите знаат дека Исус ќе дојде, тој е пророк, но тој велат Бог нема син.
Видите, човечкиот ум што ќе ти измисли, сатаната ќе ти влезе, ти не размислуваш дека тој ти подметнува мисли, ти делува демони, ти ги има демони, духови на лажно божемно полухристијанство. Знаете. И сега ние имаме садукеи и фарисеи, две верски заедници еврејски. Садукеите велат нема воскресение. А фарисеите велат има воскресение. Пазите, припаѓаат на една исто. Значи некој е во грешка. И сега што да правиме ние? Значи велат нема магии, нема воскресение. Си се договориле они дома на собирот, си кренале раце, нема Господ. На собирот во Никеја во 4 век изгласале дека Богородица е исто така Бог. Кренале раце, човечки луѓе, кренале наставнички совет. Да се слават светци, кренале раце, иконоборство, иконофрески, да има фрески и икони. Тие донеле одлука за духовниот свет. Човекот донел одлука. Па тоа е Адам. Адам стана како еден од нас, затоа си изгонет од рајот. Тој знае што е добро и зло. Например, често ќе дојдат тука луѓето идат по знаење. Не ти треба знаење. И тие што идеа по знаење заглавуваат, ги гледаш исцицани. Ти треба љубовта Исусова, како да го отвориш срцето да научиш. Да дојде некој син Божи да ти покаже. Да си покорен кон синот Божи. Покорен. Знаете? Покорен. Дали има или нема Господ, кого ќе славиш, и они си донеле своја одлука. Адам стана како еден од нас, јаде од дрвото на познанието, знае што е добро и зло. Не, јас не знам ништо. Јас чекам водство. Јас сум собственост на Исус Христос, крајната точка, кога некој хули, навредува, му зборуваш, му велам, ке си одговараш и гревот е кај него. Крвта ваша на главите ваши. Немој да правиш така. Непокорност кон Отецот и Исус. Вавилонство е тоа. Градиш кула да се искачиш на високо. Марко 12, 18, 27. Дали Отецот, таткото е Бог на мртвите или Бог на живите? А ние го имаме тоа, тие се мртви. Немаат дух. Мртви цркви, мртви заедници, евреи кои не се евреи, сатанска синагога. Пазете, пазете. Дали Исус ја победи смртта и ги има клучевите од адот? Па дали знаеме дека ние овде сме привремено, зашто ние градиме овде како да ќе останеме цел живот? Собираме богатство на земјата, наместо да собираме богатство на небесата. Еве ја поуката во приказни парабола. Беа 7 браќа. 7 деноминации, поделени цркви. Пазете сега. Првиот зеде жена, црква, жената, Исус е младоженецот, црквата е невестата. Зеде жена и кога умре не остави пород. Марко 12:20. Значи жената е заедница. Жената е црквата. И тука ќе рече, постави прашање еден сотрудник во четврток, дали на жена и дозволуваш да зборува во црквата? Не, таа е под власта на мажот. Жената е душата, црквата. Мажот е тој чија глава е Исус. Глава на Исус е Отецот. Пазете, тоа е таа хиерархија, духовна, тоа е реална. Исус е младоженецот, Исус не умира, тој остава пород и син Божји. Синови и керки Божји е пород. Понатаму 7 ја зедоа жената и не оставија пород. Ајде земете православни, католици, протестанти, муслимани, будисти и разни други јеховени сведоци. 7 нека бидат. Сите имаат Бог, сите знаат како, а немаат пород. Нема синови и керки Божји. Мажи без Исус, водачи, не даваат пород. Не даваат синови Божји. Не зборува за телесен пород. Умре и жената, црквата. На крај црквата е мртва. Па гледате дека е мртва црквата. Нема сила. Портите на пеколот ја притегнале. Врзана е во светот. Постапува како светот, само што има некое внимание, некој степен на будност, демек знае нешто, ама не може да направи. Го прашуваат Исус при воскресението, пак кога ќе воскреснат? Кога? На кого од нив таа ќе биде жена? Чија е црквата? Зашто 7 ја имаа како жена, Марко 12:23. Моја е црквата, нашата црква, нашата вера, апостолска црква.
не знам што како. Ние сме со Аврам и пророците, па и израелците. Аврам и пророците сме, знаеш ли, ние знам јас кој сте вие. Вие го распнавте Исус, ете кој сте. Зашто се думине имаа како жена. Чија е црква? И денес се прави делопоклонство, например, кон Израел, како избран народ. Ама тие го распнаа Исус, дали знаете? А кон македонците кои го повикаа, например, пазете кој е лицемерие, сатанската световна сила, тие кои му се поклониле на сатаната ја држат власта, не го признаваат македонецот. Пазете го тој момент. Затоа што тој дозволи да дојде црквата, Исус, ваша, наша. Чија е црквата? Православна, црква поделена по народи. Видите, кога си ти во Исус, ти нема да војуваш, нема да убиваш. Јас ти го гарантирам тоа. Зошто, например, протестантски заедници, тие немаат исто мислење, се поделиле, кој телесно, кој си фатил за едно, кој за друго, но тие не се тепаат меѓу себе. Сепак Исус ги поврзува во таква каква љубов. Видите, се имаме православни народи, се тепаат грци, бугари, црногорци, срби, македонци, руси, украинци, пољаци, тие станаа католици. Значи си испотепани, не се сакаат. Нема љубов, например, православни народи, Грција, православен народ Бугарија не ги признава македонците. А јас кога ќе одам во протестантска заедница во Бугарија, например, па и во Грција, немаат проблем да ги признаат. Ете, тука е поблиску до Исусовата љубов. Има и католичка земен папа, идолопоклонство, геј бракови, Содома и Гомора со деца, тоа се тие работи. Тоа се тие работи. Нема што да ви зборувам, ја сега гледајте што се случува во католичките цркви, например, со децата, со крвта, со... И тука имаме сега илуминати кои тврдат дека сатанска збирштина, дека тие ги контролираат парите во протестантските цркви. Тие ги финансираат и така да овие мали наши гранапчиња кои мора да предаваат тоа што ќе им каже централата, бидејќи се зависни од нив со пари. Гледате кој дух ги води. Протестантска поделена, јеховини, имаме адвентисти, мормони, земни, телесни, сатански мажи. Имаме јудаизам, имаме кинески. Тоа се цркви. Ке мисла дека тоа е тоа. Кои немаат дух Исусов. Не даваат плод, пород кон Царството Божјо. Нема пород. Нема промена. Затоа светот пропаѓа. Затоа овој свет камен на камен не ќе остане, ќе помине низ оган. Првиот свет се прочисти низ вода, тоа е телесно. Како да го разбереш? Сега низ оган духовно чистење. Тие читаат од Мојсеевите закони дадени пред Исус да се жртвува, да стане жртва за сите нас. И вели, ако некому му умре братот и остави жена, мисли на црквата, а деца не остави. Видите, чии се децата, на Исус или на паднатата природа? Душите чии се? Тогаш брат му нека ја земе жената негова, мисли на црквата, нека го подигне потомството на својот брат. Марко 12:19. Тоа е старозаветно. Тие го читаат старозаветно, телесно и, например, во селата овде еден народ, што сака да направи голема држава, доскоро во селата, секој можеше со жената да ја фати, да ја оплоди. И раѓа многу деца, не знаеш кој ти е таткото, братот. Ќе ја фати жената, таа да му е покорна, уча дека жената треба да му покорна, да дада се што ќе се прави. Буквално, он зборува за црква. Тоа е старозаветно, кога читаш телесно ќе правиш како во селата, што беше овде доскоро. Сите ги оплодуваат жените, кој ќе ги начека? Видите кој е тоа животинско, па така прават и кучињата. Не знам дали знаете. Зато вика песот се враќа на блуеницата. Исус ни зборува за црква, за пород Божји, за деца Исусови, за грижа за нив. Кога ќе дојде некој, ние се грижиме ако сака тој да учи. Дали сакаш да бидеш Исусов ученик или ти се знаеш, ти си донел одлука дома, кренале раце. Не, ние сме вакви. Таму зад мене има една градба, кај што уметници изградиле нешто од почит кон таткото Исус и се разбира од некои традиции и канони како тие го разбирале, од кога богомилите ги изгониле, кои само со Библијата зборувале, црквата станала бизнис институција, се споила со државата. Тој рече дека нив ги спасува една жена која го родила Бог.
Тој го дава и зема живот. Он дава живот, здив и се. Ти не можеш никога да родиш. Ти си само сад избран за одредена душа да се овоплоти, да дојде до Исус, да повика кон него, да се покае, да прими сила, да ја прими љубов и да се врати во Царството Божие. Во 24 стих, не лажете се, лажете, бидејќи не ги познавате ниту писмата, ниту силата Божја. 12:24, тоа треба да научиш како да ја познаеш силата Божја. Кога си во сила, кога не си. Така да никогаш не доаѓа молитва за некој да се молиш. Гледаш дека не е завршено. Ние се молиме, нема промена. Стои во некоја точка, некоја мисла, некој став. Не отстапува, не се предаваш, не си кренал бело знаме. Не си се оставил себе си на крстот. Не можеш да претрпиш до крај на себе си. Ти да сакаш и себе да се задржиш, кој ќе си ја чува душата своја, ќе ја загуби и ќе ја загубиш. Ќе треба да плуташ понатаму, како што вели, голи души необлечени во духовниот свет, се додека не отплатат тоа што го правеле. Тоа се милениуми. Не ја познавате ниту писмата, ниту силата Божја. Телесен човек, маж, не го разбира духовното, тој е неплоден. Можеш да имаш 100 деца, што ќе ти се неверни деца. Писмото е дух и живот. И видите, ова слегува како поука. Јас не зборувам од себе, го повторувам ова, може би ви е здодевно. Исус е писмото. Живо, оживеано слово, дума во моето и во твоето срце. Тоа е писмото, оживеано. Да оживее писмото, животодавно писмо. Тоа треба да те оживее, да те направи жив во духот. Во 25 стих Исус продолжа зашто кога ќе воскреснат мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку се како ангели на небесата. Видете? Затоа вика паднати ангели, значи сатаната е поразен од архангел Михаел. 1/3 ангели се паднати на земјата и затоа е земјата овде, тоа е земјата е падната. Падната природа, иако изгледа убаво на моменти. Но ти се мачиш бидејќи си изгонет од рајот, јадеш од дрвото на познанието, тоа е тојот проблем. Знаеш ти самиот што е добро и зло. Јас не знам ништо. Чекам водство од него. Адам стана како еден од нас и го изгонува да не јаде од дрвото на животот. Има време, кратко време, милост на земјата, да се разбудиш, да повикаш кон Исус, ќе ти испрати некој слуга да ти зборува. Да примиш, те сакам Господ Исусе Христе. Немој да ги јадеш дрвата. Еј, немој! Немој! Видете, така тој ти вели, ти пак јадеш дрва, сега не им давам храна. И потоа ќе немаш храна, младоженец и невеста. Така е, тој е неразбран, го прави истиот проблем. Истиот проблем. Ти грешиш пак ти вели немој, пак ти вели. И потоа доаѓа со стап или со сладок збор е живото слово. Живо слово, но горчико ќе го изедеш бидејќи треба до крај да претрпиш. До крајот на старата природа твоја. Младоженец и невеста, маж и жена се Исус и црквата, заедницата. Тоа е тоа. И така, на жена не и давам. Жена е телесен верник. Телесен верник, ако го разбираш тоа. Значи, тоа е верник кој си е своје глав, тој зборува телесно, и му е потребен маж, старешина на црквата, кој зборува Исус низ него, за да те поучи. Не може ти да зборуваш и тогаш ти ќе бидеш како во соборот во Никеја, ќе изгласате таму нешто. Може жена, не може шамија, треба вака, треба и така натаму. И ќе бидеш како Адам, јадеш од дрвото на познанието, изгонет од рајот, во смртна природа ќе се мачиш и така натаму. Во духовното царство ние сме едно тело, еден дух со Таткото Небесен, кој е вечна љубов, која никогаш не се опира. Тоа е вечноста. Отецот наш во 26 стих ги поместува, ги подсетува каде е пишано за воскресението на мртвите. Во книгите на Мојсей, како му рече Бог кај капината, која не согорува, јас сум Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Јаковов, денеска на сите. Толку време читаат, проучуваат слова од небесата, заповеди на нашиот Татко Небесен, а не ги исполнуваат.
Немаат сила да ги исполнат. Ете, тука е целиот проблем. Затоа Исус доаѓа на сите што го примија. Мораш да го примиш Исус во срцето и им даде сила. И тогаш си ти во силата. Значи, ќе ги разбираш писмата, зашто тој ќе ти зборува. И силата Божја. Ќе видиш кога си ти во сила, кога треба да зборуваш, не да действуваш од себе. Не доаѓаат кај Исус да им даде живот вечен. А ги проучуваат писмата. Мислат ќе им дадат живот вечен. И си живее, си ја присвоил црквата, мојата вера, нашата вера. Мојсей и пророците, апостолска вера. Жената таа не дава плод. Црквата не раѓа синови и керки Божи, неплодна е. Неплодна е. И самата умира. Ја водат смртни мажи, луѓе без дух, мажи без дух. Ето тоа е тоа. На жена не и дозволувам да проповеда. Тој е телесен верник. На жената треба да е глава мажот, старешина на заедницата. На старешината треба да е глава Исус. На Исус е глава таткото. Тоа е тоа. Ти не зборуваш од себе. Не зборуваш од себе. Тоа е целата суштина. Која бара својата слава. Јас не ја барам својата слава. Туку на оној што ме прати, таткото небесен. Тој дело поклонство на свое мислење. Ти знаеш кој е добро и зло. 27 стих, но тој не е Бог на мртвите заедници, туку Бог на живите. Жива заедница. Слава ти, Господи Исусе Христе. Вие пак многу се лажете. Пазите сега. Зборува за живи, а не за мртви верници. Але, жива заедница со маж, чија што глава е Исус, глава на жената е мажот, глава на Исус е Отецот. И тогаш се поставува прашањето, чија е црквата, жената, заедницата? Толку многу цркви, заедници и жени. Жетвата е голема, а работниците се малку. Вчера бев повторно во Австралија на радио со братот Петко, дека го благослови. Ние можеби не се разбираме до крај, бидејќи тој припаѓа на деноминација. Јас припаѓам на духовната заедница Исусова, но ние можеме да зборуваме, не се тепаме. Да покажува степен дека сепак Исус е во нас. Тие велат Исус посреди нас, не, Исус е внатре во мене, во моето срце, и јас знам дека тој треба да каже како да постапувам. Јас го кажувам тоа што Исус ми го збори. Тој исто така прави како што нему му зборува. И ние ќе дојдеме до тој момент. Некој од нас треба да види дека еден дух, едно тело, едно мислие, значи духот да управува, да раководи, не човечки ум. Човечки ум, помрачен ум, телесни умови. Те сакам, Господи Исусе Христе, во името на Господи Исус Христос го кршам секој небиблиски завет, што е фрлен врз македонскава земја во силата од десната страна. Ја враќам Македонија во собственост на Исус Христос. Молитвен војник на Исус Христос заповедува: бегај од Македонија, Сатано, во името Исусови не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос велам не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во заедницата, во Македонија и на секаде каде што се движиме. Татко, и денеска го повикувам името на Твојот Син, да живеете во моето срце, да бидам постојано во силата, да ја примам полната возраст на Исусовата зрелост, исполнет со Духот, да бидам Син Божiji, кој го води Духот Божiji. Со жива река од утробата, жива вода. Ти благодарам што го крена, Татко, радиото Свети Дух, да биде жива вода. Можете да слушате радио, да се напоите. Кој е жеден, нека дојде при мене да пие. Кој е гладен, нека дојде да јаде. И нема да ожедни, нема да огладни. Што не подкрена да го кренеме духовното знаме од Македонија до Царството Божјо. Радио Свети Дух Македонија, за слава Исусова. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас.
Все што не е од Исус да си замени, да не се враќа повеќе. Јас му припаѓам на Исуса Христа. Се радувам со се што доаѓа. Татко, имам татко на небесата кој е вечната љубов. И знам дека еден ден, кога ќе ја завршам трката, ќе се вратам горе. Татко мој, небесен, овде сум привремено, се враќам пак кај тебе, и вие сте привремено. Но ако живеете како да сте вечно овде, собирате богатство на земјата, наместо да собирате богатство на небесата, нема да биде добро. Знаете, ќе ви требаат вечност и милениуми повторно да дојдете во можност, во слободна волја, да повикате кон Исуса Христа, се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа. Тој што доаѓа во името Исусово. Каде доаѓа? Па во твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин. До Божиот царство небесно, од земјата до небесата, Исусе и само Исусе. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се всели